Ај здраво живо, цела една недела се убедувам да стартувам нов влог и никако тоа да се случи. Интересното е што јас пред 10 минути се прибрав дома. Бев вчера у Скопје. Чекај прво да ве воведам у приказнава. Денеска е сабота, 12 април. Вчера отидов у Скопје, бев на еден состанок, па продолжив на роден ден кај Тара. Првичната идеја ми беше да земам буквално куфер со мене и цел викенд да го поминам у Скопје затоа што ќе сватите зошто. Меѓутоа, у еден момент само ми текна дека можеби попаметно би било да се вратам после роден денот, да не пијам алкохол. Меѓутоа, ја трнав облечен у одело, со себе не земав апсолутно ништо, затоа што бев одлучен да се вратам. Меѓутоа, отидов на тој роден ден, испив една чашка вино, друга, трета, пета и сватив дека не сум во состојба да возам и да се вратам во Куманово и најпаметно тој момент беше да преспиам у Скопје. Екскурзија на мозок, затоа што јас се прибрав во Куманово, еве сега во скоро 4 саат попладне, а веќе во 6:30 треба да бидам во еден ресторан во Скопје кој се вика Трн. Таму пеам некоја приватна прослава вечер, односно роден ден, така што имаме свирка со бендот. Направив едно кафе да испијам раат и си направив еве еден чај од ѓумбир и лимун, затоа што грлово ми е партали. Имам чувство дека сум засипнат. Во меѓувреме стигнаа 2 нови пакети од Тему уште вчера, меѓутоа бев у сериозно брзање после работа и не успев да ги отворам. Поштарот ми ги оставил овде у една малска продавничка, така што само ги земав, ги качев дома и не знам што во нив се наоѓаат и чекам стварно 7 пакети и везе немам што стигнало. Во овој влог имаме Тему хол. Пред неколку дена правев Тему хол во видео за на TikTok, така што можете ме заследите на TikTok ако се уште не ме следите таму. Линк имате долу у дескрипција, односно не линк, никнејмот. Ист ми е како на Инстаграм, така што Марио Арангеловски може ме заследите и на Инстаграм и на TikTok. А овде ако се уште не сте сабскрајбнати, јас стварно не знам што чекате. Ја инаку последно време имам сериозна навика у 3 сат сабајле да се уклучам на Тему, да нарачам такви некои глупости што веројатно никогаш не би ги купил да влезам у некоја нормална продавница. А ring light, сум нарачал ring light од Тему. И тоа е целиот еден пакет. Ја мајка мила. Сега да видиме што има у овој другиот пакет. Што е побогу ова сега? Ова е можеби најпрактичното нешто што сум го нарачал од Тему до сега. Станува збор за држач за камерава со која што моментално се снимам. Така што претпоставам со вакуум се лепи на стакло и еве има, сега да не испокршам нешто. И овде има вакви шрапчиња, све тоа се мести, камерава се става у ова, се мести на ова и ја можам да ви се снимам додека возам без да обрнувам внимание на камерава. Оки, треба да бидеме одговорни во сообраќај. Се уште нешто мене овде. Ја мај. Ај прво да поминеме преку овие ситници. Сум нарачал привезок. Ова е ланче виолински клуч. Не знам што ми се понажам како тинејџер. Обетки. А не се лошо ствари. Многу е пластично ова за да биде било што практично. Чекајте малце, другари. Ко знам ја што сум нарачал евена. Живо ме интересира дали ова ќе функционира. Тарарарам. Само кажи ми дека нема вака шарено да ми свети. Стварно не знам што да мислам за ова чудо позади мене. Вајда некогаш за нешто ќе ми послужи, а до тогаш само прашина ќе соберам. Ќе носам камерава со мене вечер, така што ако успеам нешто да ви снимам, ќе ви снимам. Ако не, немам појма што ќе правам и со овој материјал. Али барем имам Тему хол, така што тоа е доволно добар контент само по себе. Се слушаме заедно и убаво. Бој! Океј, штом ви се јавувам во движење вака додека возам, тоа значи дека сум успел да го инсталирам она чудо што ми стигна од Тему, односно тој држач. Многу каснам, али многу. 18:48. Ја во 18 требаше да бидам во Скопје, односно во локалот каде што вечер пееме. Меѓутоа, реално, многу беше тешко да се изведе тоа. Бендот, мислам дека веќе стигнал, односно дечки од бендот веќе стигнале. Приоритетно е они да се наместат бубњеви, звук, све тоа. А јас се надевам дека пред 7:30, со оглед на тоа дека само што тргам, уште не сум излезен од Куманово, се надевам дека пред 7:30 ќе стигнам макар да пробаме песна 2, чисто да наместам вокали и тоа е тоа. Што друго да ви кажам? Што да кажем, што да слажем сад? Ајде бе, дете. Другари, јас стигнав, сатот е 7:35. Преуморен сум, засипнат сум и така натаму.
Еве го Викторче, еве го Аце. Еве сме пред Трн, Министерство за култура и Ангеле води љубов на телефон. Се паркирав од оваа страна, мислам дека е паркинг за резиденти, така што се надам дека ќе си ја најдам колава после. Овие од Берово и Пробишти вака се паркираат на тротоар. Еве сме на лице место. Ќе стојам на Вергина. Да се знае. Малце е чудна локација, ми интересно. Никош не сум пеел на вакво место. Овде вајда ќе бидат гостиве. И овде сме ние, овде има диџеј некој сет. И вакво све на све врло интересантно. Ќе видиме како ќе помине. Сега да пробаме 20 до 8. Така што, нешто сум избешал ја овде, кажи. Само да заборавиш ме у реку, твоја писма бацичу, твоје слике спаличу, нека иде с врагом све, kad ne voliš me u reku, tvoja pisma baciću, tvoje slike spaliću, neka ide s vragom sve, kad ne voliš me. Kad je bio mrak i kasnio je vlak. Завршивме со проба каква таква, засипнат сум уште. Се мислам дали жестоко ќе ме откука или нешто да лижам како тие септолета мептолета. Трнавме на некоја пијачка до Бир Гарден или негде низ Девар Мало. Екипава е позади мене. Седнавме у Бир Гарден. Виктор чека пијачка. Ангеле пие чекам пијачка. Баварија пиво. Да. Зашо рекламирам пиво уопште? My work. Лојален работник. Ја пијам жестоко нешто. Ајде живели сад. Ајде. Наздравле. И Ацето е тука. Исто така пие. Ако има на телевизија? На телевизија да, ова директно има пренос. Директен пренос има. Се гледаме па. Лайв. А реприза кога? Реприза кога сакаш. Сабота. Другата сабота. Оле, многу ми е тешко, луѓе. Ми се спие, засипнат сум. Што пати реков овој влог ќе се вика засипнат сум. Моментално е 20 и 27. Пријатно. Со оглед на тоа дека сум многу гладен, нарачавме едни билешки прсти и уште седиме овде. Ангеле све мафтон како да иде лайв програма на телевизија. Нели треба да има вака? Што да има? Транспарент. Аплауз примерот позади да мине и ние сите Ти како да седи, да види го како у Москва да е. Исто. Црвени ми се усте. 8 степени, никој нема јакна, осад Ангеле. Не бе дуксер. Не дуксер, и он има дуксер. Мала мислам дека не е ос. У Бир Гарден сме, гужва има, немаме резервација за внатре, така што let's go. Марио до сега беше предобар и направи одлична атмосфера. Си поминавме фантастично. Sunday Funday. Точно е, 17 часот. 13 април, недела. На автопат сум, застанав на бензинска да си купам цигари, па си реков ајде да се јавам овде некако да го призавршувам овој влог, со надеж дека имам доволно материјали за ова да го склопам у 10 на 15 минути. Шала на страна, преска бев на кафе со Мише, не знам дали се сеќавате на Мише, имаме заедничка песна. Извини ми звони фон, мама. Извини што неам тон, мама. Бевме у Девар Мало, тоа каса како и да се вика. Ја вчера уствари пеев тука спроти Министерство за култура и колава ја оставив пред тоа каса. Станам са бајле, Девар Мало, недела, сонце, каша попара, луѓе немаат кај да се паркираат, онака ги оставиле коливе шо на улица, шо на тротоар, на пешачки сегде. И многу се смеев, се сретнав и со Марио Трампет предходно. И викам, ако сакаш да најдеш паркинг пред каса или у Девар Мало било каде, треба да се паркираш на време, како мене. Вчера
Вчера поминавме супер, не успеав да ви снимам ништо од самиот роден ден. Прво беше приватна забава, па нема смисла сега да снимам рандом луѓе. Направивме супер журче, се надевам дека сите што таму беа се задоволни. Ја барем сум задоволен, мене ми беше убаво и дечки од бендот рекоа дека им беше убаво, така што имавме супер свирка. Малце сум засипнат, малце сум мамурен, ама све е тоа последица на еден бурен викенд каков што имав ја. Време е полека да се прибирам у Куманово. Ме чека сериозно напорна недела од утре. Сестра ми доаѓа у четврток или петок, не знам кога точно, Великден после продолжен викенд. Си ја заборев вчера камера, фан факт, на место во кај што свиревме, па после бев да чукам по на портава у 400 бајле. И среќа имаше некој што ја нашол, па ми ја врати. Фала ви што го гледавте и ова влогче, фала ви што ме следите, фала ви што ме поддржувате. Доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, ја стварно не знам што чекате. Направете го тоа веднаш и сега, со кликно на копче доле претплати се, и ако треба да се претплатиш, бесплатно е, така што одвоите секунда, направете го тоа, оти многу ќе ми значи. И ето, тоа е тоа. Лайк, шер, сабскрайб, се гледаме за многу скоро со многу нови видевца и влогови. Бај!